Огромен проблем за малку време треба да решат училишните директори во август. Училиштата, сите училишни објекти и инвентарот, помагала и се друго. За 20 дена треба физички и хигиенски да ги адаптира на новите правила за корона безбедна настава. Зашто до сите училишта Министерството за образование испрати наменски прирачник. Без посебни претензии, но се чини дека токму овој прирачник упатува на неуспех уште во стартот. Имено, верувале или не, прирачникот е цели 185 страни и е тежок речиси 1 килограм хартија. Него подитно директорите треба да го проучат, да одржат обуки на техничкиот персонал, да набават средства за хигиена и заштита и до 31 август просториите да бидат протоколарно подготвени. Дали ова е можно? Па за овој краток период, колку ще имаме до почетокот на учебната година, ќе се судреме со сериозни проблеми околу организација на наставата, меѓутоа мора да ги спочитуваме насоките кои ги добивме од Министерството за образование и наука. Неколку главни карактеристики кои ги видовме за овој краток период, бидејќи навистина протоколите се многу обемни, па се уште немаме прочитано сите работи, бидејќи ова е ново, пристигнато вчера, да ги разгледаме нашите можности и протоколот кој го има од Министерството, па ќе ви дадеме конкретно докаде и како ќе биде. Можам да кажам дека можеме да се најдеме себе си во овие протоколи, бидејќи се тоа алтернативни протоколи, е дадена една ширина за начинот на изведување на настава. Можеме да се најдеме, еве ние како општинско основно училиште Гоце Делчев можеме да се најдеме, меѓутоа пак ќе кажам, ќе зависи се од конечните протоколи кои како документ ќе бидат изготвени и доставени до училиштата. Доколку некои и успеат, прашањето на реалноста е како под истите стандарди од 1 септември објектите ќе се одржуваат според истиот протокол, бидејќи истиот меѓу другото непотребно сугерира на баналности и куп нелогичности. Например, средството треба да се нанесе на крпата и да стои точно 24 часа. Крпата да се замота и чува во вреќа со средство, па дури потоа да се чисти. За да правилно се исчистат училниците, потребно е персоналот да чисти 20 минути. Прво смукалката да се вклучи во најблискиот штек и да се провери дали е исправна. Каде не може да стигне џогер, да се користи четка за агли. Да се чисти од влезот на училницата кон периметарот на просторијата. Да се избрише прав од се што се наоѓа меѓу нивото на колената и нивото на очите. Вакви и слични апсурди овој прирачник е преполн и токму тие гарантираат дека тој ни случајно нема да биде почитуван доследно, а оние кои треба да го спроведат ги става во улога на ученици. 180 листови се сите за вас, вие треба да ги знаете, да ги научите. Пак ги учиме. Па мора да се спроведуват. Мислам дека нема да биде тешко, дека ќе треба да се совалат тоа за да видиме за хигиена, да се одржава за да биде почисто, Ке чистите ли по нови правила што ќе ви бидат? Нормално, ќе мора да се има, ќе има средства, хигиена мора да се одржава. Ако најмалку половина од сугестиите во прирачникот се ставаат настрана поради несериозноста, тогаш веднаш би требало консултација и соработка со родителите на неколку нивоа. Најправин за време на распустот децата да се подготват за соодветно однесување, да се обезбедат резервни лични средства за дезинфекција, да се зголеми ученичката дисциплина за време на одморите и слични работи кои во прирачникот за жал ги нема.